почитувани гледачи, со нас во студиото е Росто Никовски Рони. Благодарам, Ивана. Росто, дали ме слушаш? Рони. Да, Ивона, да. Те слушам, Ивона, те слушам. И плюс не слушаат. Све се слуша, све. Све се прислушкува тука. Странски служби роварат низ Македонија со комбиња, со антени, со бомби, со кашикари, со Јупитер, со Марс, со Април, Јули, Чекај! Да, Ивона, Малку, така. изволи. Јас те прашувам за анкетната комисија. Според извештајот на Прибе, нас не прислушкувала никаква тајна служба, никакви странски служби, немало ни жолти комбиња, туку незаконското прислушкување го извршувале нашите од УБК. Нашите од УБК. Значи, сакам да те прашам, дали премиерот Груевски дојде во собранието да сведочи и зошто сведочењето е затворено за јавноста? Зошто не сака нашиот сакан премиер да се соочи со сопствениот народ? Ивона, слушај, не е затворено. Кој вика дека е затворено? Може би снемало струја во салата во тој момент, така? Како е затворено? Не, Рони, не, ве молам. Не, затворена е. И затоа јас тебе како експерт те прашувам, која е причината за да избега од соочување со народот и дали и што би можело да има он да скрие од сопствениот народ? Тоа те прашувам. Не, Ивона, не да скрие, никако да скрие. Само, знаеш, не сака јавно да го каже тоа. Ивона, нашиот премиер е многу скромен човек и не сака да се фали самиот. Знаеш, незгодно му е, направила е да се фали. Мислам, што би имал за фалење? Како што би имал? Дали уопште има нешто за фалење? Нашиот премиер? Да. Има многу има. Има плацеви на водно преку офшор фирми од Белизе? Има, Има. Има Мерцедес од 600.000 евра? Има милиони од провизии од кинеските автопатишта? Има. Ти имаш 100 евра? Нема. Немаш. Има тоа од дивоградбите, рушење на дивоградбите? Има. Епа, премиерот е свесен за сите овие своји успеси, но тој е многу скромен човек и затоа не сака вака јавно да се фали со нив. Што мислите? Без малку јас ги имам ислушано сите бомби и јас лично не гледам таму некаков си материјал за фалење, освен, мислам, ногавиците, космос, шамарите. Чекај сега, Ивона, чекај малце. Прав хуманист никогаш не се фали со своите добри дела. Например, мајка Тереза се фалеше некогаш? Никогаш. Па и нашиот премиер е таков. Еве, јас ќе ти кажам сега. Да, вистина е дека премиерот купил плацеви на водно. Ама, за кого? За себе? Не за себе. Туку тие плацеви се купени за да изгради нови студентски домови за студентите со поглед, за да има тоа најубав поглед од за Скопје. Знаеш, да гледа таму од водно горе, добар мирис, ме разбираш? И освен тоа, Мерцедесот, вистина е дека го купил. Тоа е тајно од буџетот на МВР. Ама за кого? И тој е за студентите. Кога ќе бидат преполни автобусите со пензионери, ќе им го дава да се возат со него или за некој видеоклипче, знаеш, некој ако му треба. Може да го искористи. Тоа е па друго. Па ако можеш ли, дали можеш да замислиш ти колку ваучери се за лаптоп, милионските провизии од автопатите? Не можам ништо тоа да замислам, ај мрш. Ивана. Значи, мрш! Добро.